Добро утро на сите. Јас сум Живко, тие што не ме знаете. Денес ќе имаме малце поразлична проповед од тие што ме слушате инаку, пошто јас сакам да проповедам како се викаат експозиторски проповеди. Тоа значи земање библиски текст, обработка како што треба и така до крај како што треба. Денес сакам да обрнеме малце повеќе внимание на Библијата. Денот го посветуваме на денот на реформацијата. Денот на реформацијата е 31 октомври, но бидејќи следната недела се паѓа 1 ноември, а ќе биде и нашата годишнина, мислевме малку да ги разредиме работите, да не се спакува се во еден ден. Ќе треба богослужба да трае малце повеќе време од колку што би сакале. Во секој случај денес ќе обрнеме внимание на реформацијата. 95-те тези кои Трајче ги спомна, кои Мартин Лутер ги закова на црквата во Витенберг, јас верувам дека предизвикале ланчена реакција за која ни Мартин Лутер не бил свесен дека ќе се случи. Барем не до тие размери. Можеби ни на тој начин. Едноставно тој бил понесен од текстот со кој го поминал доста време, со Библијата. Го гледа текстот во Библијата, гледа голем дел од праксите во црквата и тој не може да остане мирен. И тој предизвикува една реформација. Сега таа реакција не предизвикува само локално движење, туку по целиот западен свет се случува една сеопшта реформација во сите сфери на општественото живење. Реформацијата не се случува само во црквата, се случува и во тоа како општеството е подредено. Кој владее, кој не владее. Навлегува во самата наука. Науката зема еден замав, процветува науката, бидејќи имате научници кои го сакаат Бог, кои го сакаат Бог, го сакаат неговото создание и проучуваат тоа што Господ го создал. Како што Од Гинис кажува, еднаш кажа, оствари бев на негова проповед, вели, протестантската реформација го има потикнато и предприемаштвото, начинот на кој ние го гледаме бизнисот. Тоа е се коренот се гледа во реформацијата. Замислете, во кои се сфери реформацијата има донесено влијание. А зошто баш таму има нанесено толку внимание? Па Мартин зборува за една секундарна вокација, примарна вокација и секундарна вокација. Примарниот повик кој Господ го има за секое човечко битие е тоа да не повика да бидеме негови деца. Но секундарниот повик е тоа што Господ тебе те го дава како дар, како задача, како вокација. Со други зборови, Мартин Лутер сака да каже, без разлика дали си пастор, или си свештено лице, или си чевлар, или си бизнисмен, се правиш како да го правиш за Бог. И тоа носи голема промена во светот. Во секој случај, реформацијата го има променето светот на начини на кои се уште ние откриваме. Потикот за мисијата на Мартин Лутер, како што кажав, доаѓа од едно место. Библијата. Од тука доаѓа неговиот потик. Не доаѓа од негово слободоумно размислување за што би било, кога би било. Не доаѓа од некој, некој, како да кажам, желби за некакво истакнување. Не доаѓа од некој желби за слава. Тој го чита библискиот текст и е трогнат до мера до која не може да престане. Потикот за мисијата која Мартин Лутер има доаѓа од тука. Тој почнува реформација. Ти што малку сте запознаени со историјата на реформацијата, ќе знаете дека реформаторите, целиот нивни опус може да се сведе на 5 реформаторски, така се викаат, сола. Тоа е исто така латински збор. 5 сола се следните. Сола скриптура, сола фиде, сола грација, сола Христос и петото кој инаку се додава, не зборувале за тоа реформаторите, но целиот опус може да се сведе на тоа е соли део глорија. Што значи тоа? Само писмото, само вера, само милост или благодат, само Христос и само на Господ му припаѓа славата.
ќе се 5 реформаторски сола, во кои целиот опус на реформаторите, тоа што го пишувале, а пишувале многу, верувајте ми, кога ќе кажам многу, тоа значи многу. Јас се сеќавам секогаш кога првиот ден во факултетот во Осек, кога отидовме да студираме таму, отидовме во референцата, така сега таа една просторија каде не се изнемуваат книги, одиш таму, само таму ги читаш. Имаш библиотека од каде можеш да се изнемиш, ама од референца не. Ти се баш алатки за работа. И се сеќавам дека стоев до еден рафт каде што пишуваше Жан Калвин. И со многу ситни букви, многу дебели книги. Опусот на Жан Калвин стоеше неколку метри вака распространет. Сега овој човек, јас да седнам сега да читам до крајот на животот, не можам тоа да прочитам, колку што тој човек напишал. Нивниот опус е огромен и се состои во тие 5 сола кои можеме да ги најдеме. Денес зборувам за сола скриптура. Не можам да за се да зборувам, но за тоа можам да зборувам. Тоа што сакам денес да го постигнеме е да направиме едно патешествие. Патешествие низ историјата, патешествие да видиме како се оформила Библијата и да завршиме на Библијата. И верувам дека после оваа проповед и се надевам, мојата искрена надеж е дека на Библијата ќе гледаме малце со поинакви очи. Ќе гледаме на текст кој на вистина има сила да го промени нашиот живот. Текст кој поминал и сито и решето. Прашањето е, како имате дојдено до Библијата? Изверувам дека не на сите, ама на некој од нас, барем неколку од нас, ќе има чудна приказна како завршила Библијата во нивните раце. Колку приказни имам слушнато, неочекувано. Доаѓа до Библијата, отвара и одеднаш текстот, зборовите од текстот почнуваат да скокат на секаде. Гледа дека се живи. Како имате дојдено до Библијата? Има многу приказни кои јас сум ги слушнал досега, кои се навистина чудни. Како Господ на некој начин својот текст го става во рацете на луѓето. Како денес ја гледаш важноста и улогата на Библијата во твојот живот. Денес Библијата се појавува во најразлични форми. Еве една од најобичните форми, Новиот Завет. Не знам дали го имате ова е Новиот Завет. Сега јас малце ќе ве прочитам низ мојата колекција Библии, може ли? Ај гледате се. Библијата се јавува во многу форми. Еве ја, ова Библија тука не беше поклон од нашата пријателка од Индија. Ова е на индиски, ако сега видите како шкракописи тука, како разбират, не знам, али еве. Ова Библија не е од Индија. Библијата се појавува во форма на само псалми. Еве ги псалмите. Ти што сега да читат, може да читат само псалмите. Ова е мојот омилен псалтир, јас така се го викам. Трајче го читаше пред некое време, од другата страна гледам. Океј, thank you. Да, многу лека. Во секој случај, ова се псалмите кои јас ги купив пред 2-3 години и искам да кажам и ми го преобрази начинот на кој ги читам псалмите. Прекрасна книга. Еве тука една од најпрвите доле се гледа едно од најпрвите изданија на македонски јазик, Библијата во слики. Преку како Библија во слики е таа. Интересна е. Еве тие поновите изданија. Библија за млади, Стари Нов Завет. Имаме една многу интересна Библија. Библија во акција, не знам дали ја знаете таа. Ова е Библија направена како стрип. И правена од фраер кој работел за DC Comics и за Marvel. Значи стрипот е неверојатно добар, квалитетен, принтот е квалитетен и што е многу важно, на македонски е бесплатна. Сега немаме ќе ја набавиме. Се појавува Библијата во, еве некои да кажеме проекти, City Bible, градска Библија. Еве Библија за Струмица. Има и Библија за Скопје, има и за Струга. Се појавува во многу форми. Чека, да се кој беше малце попосебно. Еве ја Библијата, ова си ја купив. Знаете, во Библијата има глави и стихови, така? И ова Библија тука е без стихови. Се вика Reader's Edition. Значи, читачка форма на Библијата, нема стихови. Има само главите и вака е. Како книга е. Изворно, многу убаво. Да ви покажам уште една многу важна Библија. Еве,
Ова е многу интересна Библија, ова сега The Greek New Testament. Ова е оригиналниот текст на Новиот Завет. Јас си го имам. Ако знаете, ако сте поминале во еден курс за библиски грчки јазик, ќе можете слободно да се ја читате Библијата на изворниот, онака како што е напишено. Примамливо, нели? Јако. И уште една многу важна Библија за мене. Ова ми е комплетот. Сега ќе ви кажам. Овој комплет тука се вика Африка. Кога патам за Африка, патам со ова Библија, ова е целосната Библија, виде колку мало издание, многу убава. И тука се спакувани обично проповедите кои ги имам за таму. Спакуван сум и спремен да патам. Библијата може да се појави во многу форми. Сите тие Библии се наши, припаѓаат на моето семејство и не се тие сите што ги имаме. Имаме многу повеќе Библии. Денес Библијата е подостапна од кога било во историјата. Од кога било? Значи не се ни споредува со ниедно друго време во историјата. Многу е достапна. Толку е најпродавана книга во светот, значи без како да кажам, ни споредба нема со другите книги. Стои сама категорија само по себе. Значи толку многу е попродавана од сите други бестселери кои може да постојат некогаш. Не се ни споредува. Веќе не ни спомнува во тие бестселинг букс, во бестселери зашто нема поента. Библијата секогаш стои на прво место. Секогаш. Тоа е најпреведуваната книга во историјата на светот. Минатата пешен конференција на која бевме во Атланта со Фани и Заге, со Фани и Заге бевме на таа конференција. Нашата генерација водачи, библичари, си зема една мисија. До 2030 година да се преведе Библијата или барем дел од Библијата на сите можни јазици кои постојат во светот. И сега има една голема мисија црквата да го овозможи Божиот збор за секое племе, за секоја нација, за секој јазик кој постои. Имаме ние пријатели од Америка кои се мисионери во Папуа Нова Гвинеја, мислам дека така се викаше. И таму тие се дел од тимот кој преведува Библијата на локалните јазици. Не се тоа дијалекти, како што ми кажа, има 700 различни јазици. Не се дијалекти, наш дијалект е малце подруго. Ќе преведеш Библијата на струмички и ќе разберат повеќето македонци, нели? Ама не, таму се различни јазици. Значи не можеш да преведеш на еден јазик и да е окей за повеќето. Не може. Имат една цел да ја преведат Библијата. И знаете колку долг и макотрпен процес е тоа. Има една интересна работа. Не се само христијаните тие кои се интересираат за Библијата, кои обрнуваат многу внимание на Библијата. Дури и противниците на христијанството. Да кажеме, во голем дел од муслиманските земји каде што е забраната Библијата, на властите вниманието на Библијата е многу силно. Значи тие многу внимаваат и размислуваат за Библијата на еден или на друг начин. Тие се во тој случај противници, но во секој случај размислуваат активно за Библијата. Да не дојде до некој случајно, ако се види да се стави тој во затвор. Во Кина, пред 2-3 години, председателот на Кина беше прогласен за као апсолутен владател, значи до крајот на животот тој ќе биде председател. Една од првите работи кои тој ги изгласа како апсолутен владател беше забрана за слободно продавање на Библијата. Една од првите работи. Многу се загрижени каков ефект Библијата може да има на општеството. И христијаните, и нехристијаните го знаат потенцијалот на Библијата. Сите, и христијани и нехристијани. Во Кина се шират дури некои гласини дека ќе направат некакво цензурирање на библискиот текст. Со други зборови ќе го направат малце културолошки посоодветен за кинеската публика. Кој знае што се ќе менат таму. Ќе го земат, ќе го искасапат текстот и да еве Библијата. Тие што може би го пратите, често пати знам да го спомнам тука, затоа што ми е еден така интересен лик, Джордан Питерсон. Се врати дома од долго боледување, ако не сте знаеле, тие што бевте загрижени.
Джордан Питерсон ќе каже дека тој не е иначе христијанин, не е декларативен христијанин, но тој ќе каже дека само чудо е како библиските приказни се напишани. Или кога тој ги чита, голем дел од тие приказни се како приказни без дно. Читаш, гледаш каква се символика, какви се вредности може да искомуницира за човекот и тој вели, а тој е паметен човек, вика тие се приказни без дно. Само чудо е. Вика не верувам во чуда, но само чудо е како тие приказни биле запишани, како се составени. И јас проповедам, ама и Джордан проповеда изгледа. За Библијата, како што ви кажав, не се заинтересирани само христијаните, туку и нехристијаните. Секој на ист начин. Библијата е чудо сама по себе. Но како завршила во таа форма која ние ја имаме денес? Таа една преведена некаква конечна форма на Божиот збор, кој можеме ние сега да го земеме, не ни приметуваме дека е преведена, можеме си го земеме здраво за готово. Целиот тој процес, целата таа макотрпна, како да кажам, заедница која работела на тој процес, го земеме здраво за готово. Сикаме, еве ја Библијата, си ја читам, прекрасна е. Кога зборуваме за Библијата, на ум секогаш треба да гледаме на еден долг, повеќе генерацијски процес. Тоа не е дело кое е седнал некој го напишал и толку. Тој процес се гледа во три важни фази во создавањето на Библијата. Но дури и тие три фази, на тие три фази им предстои еден момент до кој ќе дојдеме. Ќе почнеме од третата фаза. Третата фаза е ова. Завршната форма на Библијата. Го гледаме преводот, корица, дизајнот, прекрасен. Ова е Библија. Ова е третата фаза. Првата фаза е која претходи на оваа конечна форма се викаат светите списи. Светите списи се претходник на библискиот текст. Кога ќе кажам свети списи, тој термин ги представува сите тие авторитативни материјали кои црквата или израелската заедница ги собирала во усмени и писмени предања, кои претходеле и се суштински дел за составувањето на една целина, која ние денес ја нарекуваме Библија. Значи, тоа е првата фаза. Собирање на сиот тој материјал. Втората фаза, за кој денес размислуваме, која стои помеѓу првата фаза и третата фаза, Библијата, меѓу светите списи, колекција на свети списи и предања и ова, е канонот. Процесот на канонизација или селектирање на тие свети списи во една конечна целина, која ние денес ја викаме Библија. До сега само тоа што ви го кажав, се надевам дека ви звучи многу комплексно. Посебно кога немате интернет. Замислете да треба да искомуницирате со некој, аби имам една списа. Да види дали е иста. Колку време поминува додека тој ја прочита и се врати одговорот на некое друго место. Не мора многу, 500 км некој оддалечено. Па поминуваат можеби месеци, па можеби години, дека таа комуникација се оствари. А како што знаеме, порано луѓето и пократко живееле, го фати некоја болест, додека стигне одговорот и го нема тој. Некоја друга генерација треба да го ја гледа тој дискурс, тој муабет, за да може да одлучува понатака. Кога ќе кажам канон, тогаш тоа е процесот и мерилото според кои некои свети списи станале дел од Библијата, а некои останале само како историски и авторитативни документи за заедницата, но не го поминале критериумот на канонот. Канонот е важен критериум. Често пати ќе се појави од никаде некоја книга, како например Код на Да Винчи, кој ќе направи демек ќе ја размати водата, ќе каже некоја не знам каква изјава, демек црквата крие некои стари документи, стари евангелија, ги ставила по страна, ги крие, никој да не ги чита. Кој прашање како дојдовте вие до тие евангелија, ако се толку скриени. Демек ќе пласираат некоја бомбастична идеја дека црквата крие рани документи за вистинската приказна за Исус. Или некои други евангелии кои се исклучени од канонот, ама ја прикажуваат вистинската состојба на Исус, кој вистински Исус бил, вистинската верзија. Колку тоа е далеко од вистината, знаете, за да се открие вистината,
Вистината не е скриена, ама треба малце да копаш. Може сега ти сервираат на тацна. Ако сакаш да видиш за канонот, имаш еден куп материјали да се читаш, историски документи, кои се отворени за секој еден да ги чита. Процесот на канонизација на Библијата, посебно на Новиот Завет, е можеби еден од најтранспарентните и еден од најјавните процеси во историјата на човекот. Ги имаме сите тие записи во кои црквените отци, теолози разговараат, има преписки, има разговори, има еден куп документи кои можеме да ги читаме. Зошто некои книги завршиле во канонот на Библијата, зошто некои не? Се е објавено. Дури се и бесплатни тие документи за читање. Може да ви дам дури вебсайт. Еве, ако сте заинтересирани, јас ќе ви дадам. На англиски се само. Јасно е запишано секоја дискусија, секое несогласување, секое разговарање, секое размислување и јасно е покажан целиот тој процес како канонизацијата на тие списи станува, како да кажам, мерило. Но дури на тој долг и комплексен процес на собирање свети списи, канонизација, преведување на Библијата, му претходи оној најважниот дел за кој јас сакам да ви кажам денес. А тоа е делот на Божјата објава. Фактот дека Бог се објавил, дека Бог кажал, тоа е изворот на било кој свети списи, на било какво откровение, на било каква канонизација и на било каква Библија која може да дојде во вашите раце. Доколку Бог не се објавил, ние немало да разговараме за Него. Тоа е еден теолошки принцип. Разговараме за Бог затоа што Тој се објавил. Почетокот на Библијата е Божјата објава. Далеко пред да постојат свети списи, усмени преданија, па оформување во историјата, па на крај процесот на канонизација и превод на текстот на Библијата во таа конечна форма, на сите тие нешта им претходи и неопходна е Божјата објава. Прашањето е, дали Бог зборува? Тоа е прашање кое секој еден од нас треба да си го одговори. Ако одговорот е не, Бог не зборува, Бог не се објавил, тоа што правиме ние тука? Што е поента на ова? Си играме. Но ако одговорот е да, ако одговорот на тоа прашање дека да, Бог зборува, Бог се објавил, тогаш следното прашање кое следи треба многу да не потресе. Тогаш што е тоа што Бог го кажува? Не е прашање дали Бог зборува, окей, но што е тоа што Бог го кажува? Нашиот поглед кон Библијата, дали ќе ја разбереме сериозно или не, дали ќе ја читаме или не, зависи од одговорот на тоа прашање. Дали веруваш дека Бог зборува? Ако веруваш дека Бог зборува, доколку веруваш дека Бог зборува, тогаш логичниот след би бил да бидеш силно заинтересиран да чуеш што тој има да каже. Ако Господ зборува, тогаш треба да бидеш заинтересиран што тој има да каже. Божјата објава да биде објава, мора да биде надвор од контекстот во кој ние живееме. Тоа е објава. Ако јас можам сега тоа да го објаснам преку природен процес, тоа што е некоја природна појава или човечка креација, но Божјата објава доаѓа надвор од нашиот контекст, надвор од времето, надвор од просторот. Со други зборови, Бог кој е надвор од времето и просторот, кога се објавува, тој се затвара себе си во времето и просторот за да комуницира со нас. Сепак, времето и просторот не го лимитираат него и неговото делување. Иако тој влегува во нашето време и во нашиот простор, тој действува, тој зборува, тој открива, сепак времето и просторот не го ограничуваат, него на еден таков начин се објаснува Божјата објава. Потребата за напишан авторитативен документ, може би кажете, добро, зошто морало да се напише нешто? Сега ова го земаме здраво за готово. Форматот кој сега го имаме вака, потекнува од црквата, од првата црква. Вака биле наредени прв пат во историјата документите кои се авторитативни. До тогаш имало скрипти, знаете. Имало манускрипти кои се... Како?
како списи кои се обтегнуваат, во кои понекогаш последниот дел може да го снема, се случувало така. Теолозите веруваат дека последниот дел од Марко го нема, па е допишен. Се случува тоа. Во еден такви списи така се случува. Но ова форма на библискиот текст се појавува први во црквата. И сега го зијаме ние така, како што е. Потребата за да пишан авторитарен документ се јавува во контекстот државата Израел, тоест државата Израел, во народот Израел, во евреите. Поточно веднаш после избавувањето на израелците од Египет. Што се случува кога Господ ги избавува од Египет? Го поминува Црвеното море, така, и застанува, ако знаете приказната, застануваат пред планината Синај и таму на Синај се спушта еден облак, Господовата слава, во кој сите израелци го гледаат тој феномен. Тоа се вика теофанија или богојавление во Стариот Завет, во кој едноставно се тресе целата планина, има појава како на вулкан. Тоа е запишано и вели Мојсей отиде кај Господ горе на планината и Господ напиша на камени плочи 10, ако се изразам изворно како што пишува во Библијата, 10 збора. Тоа се за нас познати 10 Божји заповеди. Господ прв почнува да пишува на нешто. Потребата за пишан документ се јавува веднаш на самиот почеток. Господ прв запишува нешто. Онака како што го читаме Стариот Завет и онака како што Господ им зборови на пророците, тој честопати им наредува на пророците да запишат нешто. Во Еремија Господ му кажа: запиши го овој документ во оваа книга и прочита го на царот. Господ го наредува тоа. Значи, изворот за пишување доаѓа од самиот Бог. Честопати во Стариот Завет се среќава првото нешто кое можеме да бидеме сигурни дека било во пишана форма се 10 заповеди. Подоцна можеме во Стариот Завет честопати среќаваме еден израз, а тој е изразот на книгата на законот. Ако сте го читале Стариот Завет, ќе видите дека секојаш Израел кој ќе тргне во некоја удолница, во една катастрофална патека, надвор од Бог, појма немаат зошто храмот тука стои, заборавиле све, одеднаш во храмот наоѓаат некоја книга, а тоа да те биде книгата на законот. Честопати се спомнува тоа книгата на законот. Посебно во еден момент во Стариот Завет, кога царот Јошија, млад цар, кој предизвикува една реформација кај израелскиот народ, таа реформација ја темели на пронајдената книга, помеѓу ѓубрето во храмот. Пронајдената книга на законот. Кога тој ја чита таа книга, тој ја раскинува облеката и вика: ние сме сгрешили на Бог. Мора да се вратиме. Кога Израел се враќа од робството во Вавилон, Езра, првосвештеникот Езра е оној кој ја зима Тората, петокнижјето, првите 5 книги во Библијата и го поучува Израелот за тој Божи закон. Неемија исто така. Кога се враќа, тој го чита Божиот закон и помеѓу народот има оставено луѓе кои веќе го заборавиле Божиот закон, народ го има заборавено Божиот закон и Неемија става луѓе помеѓу народот да толкуваат тоа што се чита. Со други зборови, Стариот Завет можеме да го видиме како се формира во 3 етапи. Првата етапа е комплетирањето на Тората, 5 Мојсееви книги како што ги викаме. Втората етапа е комплетирањето на пророците и третата етапа е комплетирањето на списите. Значи збирот на псалми, мудрости, историски книги во една форма. Тоа се вика трипартитен склоп на Стариот Завет. Сега знаете нешто теолошки. Во некои евангелија, зборувајќи за Стариот Завет, Исус користи една скратена форма. Кога Исус го кажува златното правило, ако се сеќавате во Матеј 7:12, во таа позната проповед на гората, Исус кажува: правете на другите тоа што сакате да ви го прават и на вас. Тоа е златното правило. Така? Исус вели: во тоа лежи законот и пророците. Во Новиот Завет честопати за Стариот Завет се користи тој термин законот и пророците. Во Лукиното евангелие на едно место се спомнуваат
се спомнува Стариот Завет во таа трипартитна форма. Законот, пророците и списите. За првата црква, тоа што е многу важно да го разбереме, тоа што за нас е Библијата, за првата црква бил Стариот Завет. Тоа била авторитативната книга според која тие живееле. Стариот и Новиот Завет не се категорични разлики, значи Стариот и Новиот Завет не се разликуваат по категорија. Тие се теолошки концепти за разбирање на една единствена приказна која има континуитет. Тие не се две категории, тие се една категорија, но тие две се два различни теолошки концепти за да можеме подобро да ја разбереме таа Божја приказна. Континуитетот е исклучително важен, посебно за првата црква. Кога првата црква зборува за Исус, таа не зборува за некој си нов Бог кој се појавил, туку таа зборува за Бог. Богот на Авраам, на Исак и на Јаков, Бог кој се објавил во Стариот Завет на пророците, сега се објавува во личноста на Исус Христос. Тоа е многу важен концепт. Првата црква го гледа авторитетот на Стариот Завет во светлото и објавата на Бог во Исус Христос. Со други зборови, преку Исус Христос, кој е центарот на Божјата објава, и во тој аспект Стариот Завет за првата црква станува како една сенка на тоа што Исус се го објавува во потполност. Стариот Завет си има своја приказна за создавањето, за своето создавање, за својата канонизација. Но Новиот Завет исто така има една своја приказна. Новозаветните писатели во првите денови од својата мисија верувале во рана парусија. Знаете што е парусија? Парусија е еден теолошки концепт за Христовото повторно доаѓање. Тоа е парусија. Значи Христовото доаѓање во својата слава со своето царство на земјата. Тоа е парусија. И првата црква верувале во рана парусија. Што значи тоа? Тие верувале дека Исус ќе се врати во текот на нивниот животен век. Тие го верувале тоа и така и проповедале. Тие се уште не знаеле кога точно ќе се врати Христос, но голем дел очекувале да се врати во нивниот животен век. Една од предпоставките зошто евангелијата не се напишани веднаш после Христос, знаете, Исус не оставил ни еден пишан документ. Значи Исус ништо не запишал. И тоа што е пишувано било отприлика 20 години после Христос, секако од апостолите, од оние кои биле негови следбеници, но отприлика 20 години после Христос да се вознесе, од тогаш се почнуваат да ги пишуваат евангелијата и посланијата. Има и зошто. Една од предпоставките зошто евангелијата не се пишувани веднаш после Христовото вознесение, како што кажав, е дека ти верувале дека скоро ќе се врати. Но, како одминувало времето, појавата на гностички искривени верувања, мисијата да се проповеда изворната приказна и вистината за Исус, во разбирањето за одложената парусија, на тоа одложено Христово враќање, доаѓањето на Христос, тие гледат огромна потреба да се запише изворната приказна за Исус, за неговите зборови и за неговите поуки. И тие така и пишуваат. Во раната црква, па се до 4 век, кога канонот е конечен, циркулирале многу списи и записи за Исус. И ниедна од тие списи не е тајна. Значи тоа може да се чита. Ако сакаш, може да дојде до тие списи. Јас пред месец и нешто го читав Евангелието според Петар. Сте го читали ли тоа Евангелие? Па постои тоа Евангелие. Има Евангелие според Тома. Има Мариино Евангелие. Имате еден куп разни списи кои циркулирале низ црквата во тие некои рани, тоест не толку рани. Тие што се гностички евангелија, што ги викаме, се појаваат многу покасно. И затоа не се во канонот на Библијата. Од желбата некои списи да се представат како влијателни во црквата, значи црквата не е совршена институција. Го знаете тоа, се надевам. Кога ќе влегуваш во црквата, не значи дека влегуваш во еден совршен свет во небото каде што Бог престојува. Да, влегуваме во Божјото присуство, ние сме црквата. Но ние се уште сме на земјата. Така да гревот се уште е помеѓу нас. Тоа значи дека и во црквата се прават греови. Се надам да сте изненадени многу.
Така и во тие први неколку 3-4 века, некои луѓе, за некои од своји списи да добијат некое влијание, ти ќе ги препишат на некој библиски јунак, на некој рано црквен јунак. Така да нечие евангелие ќе го напишат Евангелие според Петар. Ќе се појави некаде на крајот на 2 век, ама апостол Петар го напишал тоа Евангелие. И црквата мора да има филтер како тие работи да ги филтрира. На некој начин црквата направила селекција од сите тие материјали и го составила канонот на Новиот Завет. Некои важни работи кои им биле важни на црквата, кои верувам дека се важни за нас, во канонизацијата на Новиот Завет, во селекцијата на Новиот Завет, можеме да видиме соединување на две многу важни и влијателни традиции. Еврејската и грчката традиција. Грците вреднувале повеќе кој кажал тоа што го кажал. За грците е многу поважно кој кажува. Значи, ако излезе некој документ, многу поважно е за нив кој го кажал тоа што го кажува. За евреите, тие вреднувале повеќе што е кажано, отколку кој го кажал тоа што го кажал. И гледате разликата, нели? Во Новиот Завет, еден од најважните критериуми е апостолскиот критериум. Со други зборови, кој го кажува тоа што го кажува? Дали доаѓа од апостолите или не од апостолите? Кој го кажува тоа? Но, комплетирањето на канонот се комплетирал со ортодоксноста на напишаното, со изворниот јазик на напишаното. Со други зборови, што е напишано е исто толку многу важно. Еозеби, еден од првите кој го составил канонот, предложил кои книги да бидат во канонот на Новиот Завет, пишува дека и двата критериуми се подеднакво важни за одлучување и за канонизацијата на новозаветните документи. Малце ве удавив се со историја изгледа. Канонот, зборот канон, значи мерка. Често пати тоа била прачка, според која се мери се. Од тој многу комплексен процес, јас само спомнав некои површни нешта, со цел да го откријам долгиот и комплексен процес на создавањето на Библијата. Зачетокот на се, како што кажав, е Божјата објава. Ако Господ не се објавил, и џабе збориме. Господ се објавил понекогаш преку успена традиција, понекогаш преку пишана традиција, во еден контекстна заедница која заедница да го препознава, и во еден момент станува писмена традиција со авторитет, која подозна преку долгиот и комплексен процес на канонизација, станува авторитетно писмо. Писмо за што е наменето тоа? Библијата е наменета за три важни аспекти од нашиот живот. Прво, ова авторитативно писмо, Библијата, не поучува како и кој да обожаваме. Како да обожаваме? Тој е важниот авторитет кој ни го дава Библијата. Второ, Библијата е важна за поучување. Од Библијата се поучуваме. Како што спомна траеше на почетокот во воведот. Ние отвараме Библијата, има еден процес како ние го читаме овој текст и како тој текст нас не менува. И трето, овој текст, доколку го веруваме, станува наша етичка обврска. Со други зборови, ова треба да биде мерилото за нашето живење, без разлика дали некој те гледа или не те гледа. Посебно кога никој не те гледа. Тогаш ова станува твоја етичка обврска. И во едно долго патешествие завршуваме во библискиот текст. Апостол Павле на Тимотеј му вели вака: целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука. 2 Тимотеј 3:16. Целото писмо е вдахновено од Бога и полезно за поука, за воспитување, за поправање и поучување во праведност, за да биде Божиот човек усовршен и совршено подготвен за секое добро дело. Се што ни треба е објавено тука, во овој текст. Ќе имаме сите алатки за како да живееме побожен
живот. Во Евреите, писателот на Евреите ќе каже, зашто Словото Божјо е живо и действува и е поостро од секаков меч со две острици и навлегува до разделување на душата и духот, до зглобовите и мозокот и ги проценува мислите и намерите на срцето. И нема создание сокриено за него, за Бог, туку се е голо и откриено за очите на оној пред кого ние ќе одговараме. Моментот кога ќе пристапиме на Библијата е еден таков момент. Гледа длабоко во нашата душа, многу длабоко. Многу подлабоко од колку што ние можеме да замислиме. Ги гледа нашите мисли, го разделува нашето срце, ги гледа нашите мотиви, нашите намери. Во еден таков контекст носи преобразба за секој еден од нас. Веруваш дека Библијата е Божјиот збор? Читај ја. Види што Господ има да каже. Колку само страдање поминале луѓето за овој збор да дојде до рацете на секој еден од нас. И ден денес, каде што Библијата е оскудна, во некои афрички места каде што одиме нема Библии, луѓето копнеат за Божјиот збор. Вистина, за неговата објава, оно што ние можеме да го земеме здраво за готово. Овде е Божјата објава преку Библијата. Можеме да видиме што Господ има да ни каже и тој Божји збор да навлезе многу длабоко во нас. Сола скриптура. Само свето писмо. Само Библијата. Е таа која нас ќе не донесе во Божјата присутност, каде ние можеме на вистина да бидеме опресведочени и спремни за Божјата обнова од внатре од нас. Кога ќе пристапиме на Библијата, ќе сватиме една работа. Ќе сватиме дека соли део глорија. Само на Господ му припага целата слава, бидејќи тој е почетокот, тој е крајот, тој е создателот, тој е спасителот, тој е откупителот и тој е оној кој нас ќе не додржи до крај. Амен. Се молиме за крај. Татко мој небесен, ти благодарам за твојата љубов и Боже мој за твојата намера да ни се објавиш. Објавиш преку твојот збор, кој е за утеха, за изградба наша, Господи. Боже мој, тој твој збор поминал из толку многу процеси, Господи Боже мој. Навистина е чудо како целиот тој корпус на сите тие списи упатуваат една единствена порака, а тоа си ти, Исусе Христе, Сине Божи, кој дојде во средиштето на времето, да покажеш кој ти си на вистина, да покажеш со каква љубов си не создал, со каква љубов си не откупил и во каква љубов ти не повикуваш. Господи, јас те молам за секој еден од нас да биде инспириран да го чита твојот збор. Нека Господи те предизвика тебе. Да видиме дали ти навистина зборуваш. Дали навистина твојот дух зборува преку твојот збор и денес. И да се увериме, онака како што твојот писател во Евреите кажал дека Божјиот збор е жив и денес. Дека продира длабоко во душата и срцето на човекот. Господи, ти благодарам за овој прекрасен дар од тебе. Твојот збор е дар од тебе за нас, Господи. Боже мој, остани со нас и прослави се преку се што правиме. Амен. Амен.